Добар ден, ученици! Добро дојдовте во училница. Денес ќе имаме час по предметот природни науки. Наставната тема е разгледување карпи, а наставната содржина која што ќе ја обработиме на овој час е карпи и вода. Што ќе научиме денес? Ќе се запознаеме со својства на карпите, ќе извршиме споредување на некои видови на карпи, камења, каменчиња. Ќе научиме кои карпи се впивливи, пропустливи, непропустливи. Ќе ги бележиме резултатите добиени од истражувањето. Што ви е потребно за овој час? Учебник по природни науки, тетрадка по природни науки, прибор. Овој час денес ќе го започнеме со играта Погоди која карпа сум јас. Слушајте внимателно и погодувајте. Јас сум карпа која настанала од стврднување на лавата која излегува од вулканот. Погоди која карпа сум јас. Дали се сетивте? Да, точно така. Јас сум магматска карпа, а ова е изгледот на магматската карпа во природата. Одиме понатаму. Јас сум карпата која е составена од наталожени карпи една врз друга. И во мене може да се најдат остатоци од растенија и животни, фосили. Ајде погоди која карпа сум јас. Се сети на мене, нели? Јас сум седиментна карпа. На сликата ви е прикажана седиментна карпа во природата. А пак јас сум карпата која настанала со мешање на претходните два вида карпи, но под силно влијание на висок притисок и висока температура. И во мене можете да најдете фосили. Погоди која карпа сум јас? Да, така е. Јас сум метаморфна карпа. На сликата ви е прикажана метаморфна карпа во природата. Одлично, ученици! За вашиот труд следува аплауз. На денешниот час ќе се задржиме за учењето за карпи и вода. Карпите имаат својство да впиваат вода. Што ни е потребно да направиме најпред? Да направиме предвидување која карпа впива најмногу вода. Размислете, дали најмногу вода впива магматската карпа, метаморфната карпа или пак можеби тоа е седиментната карпа. Потребно е вашето предвидување да го запишете во тетрадката по природни науки. Нацртајте табела како на екранот, а потоа запишете го знакот според вашето мислење. А сега, заеднички, да ги разгледаме карпите. На сликата е представена тврда магматска карпа. Таа настанува со ладење на лавата која излегува од вулканот. При ладењето во карпата остануваат меурчиња кои можат да се наполнат со вода. Садот во кој се наоѓа магматската карпа го полниме со вода. Што забележуваме? По кратко време околу карпата се појавуваат меурчиња, што значи впива малку вода. Одиме понатаму. Шкрелецот е тврда метаморфна карпа. Метаморфните карпи имаат променлив состав. Тие настануваат со мешање на двата вида магматски и седиментни карпи, но под силно влијание на висок притисок и висока температура. И овде садот во кој што се наоѓа шкрилецот го полниме со вода. Што забележувате вие? Да, така е, околу карпата не се забележуваат меурчиња, што значи не впива вода. Вареовникот е мека седиментна карпа. Седиментните карпи се направени од песок, школки и камчиња. Садот во кој се наоѓа варовникот го полниме со вода. А сега, што забележуваме? Во садот во кој што се наоѓа варовникот забележуваме малку меурчиња, мали меурчиња. Варовникот започнал да впива од водата. Ајде сега да дадеме одговор на нашите прашања. Која карпа најмногу впива вода? Секако ќе го обележиме полето во табелата каде што се наоѓа запишано седиментната карпа. Која карпа впива вода? Забележуваме во полето каде што се наоѓа магматската карпа.
А која карпа не впива вода? Го забележуваме полето каде што е запишана метаморфната карпа. Впивливоста е својство на карпите. Различни карпи различно впиваат вода. Меќите карпи впиваат побрзо и повеќе вода, додека пак тврдите карпи впиваат побавно и помалку вода. Следно својство е пропустливост или непропустливост на карпите. За испитување на пропустливоста на водата ќе употребиме неколку видови карпи: чакал, почва, ситен песок и глина. Што ни е потребно? Потребна ни е стаклена инка која ја ставаме во стаклена мензура. На долниот дел од стаклената инка ставаме памук. Земаме 4 такви стаклени инки, ставени во стаклени мензури, и сите ги полниме во долниот тесен дел на инката со памук. А потоа, секоја од инката ги полниме со вид карпа. Во првата инка ставаме чакал. Количеството е исто во сите инки. Во втората инка ставаме почва. Третата инка ја полниме со ситен песок. А четвртата инка ја полниме со глина. Што ни е потребно понатаму? За да ја испитаме пропустливоста на вода на секоја од карпите, сите инки ги полниме со вода. Најпрвен тоа го направивме со чакалот. Потоа, истото количество вода се става и во стаклената инка каде што се наоѓа почвата, стаклената инка која што има песок, ситен песок, и стаклената инка која што е наполнета со глина. Во понатамошното испитување се мери количеството вода која карпата го пропуштила, но се мери и времето потребно за да се пропушти водата. Овде се проследува пропустливоста на чакалот. Водата лесно и брзо поминува низ чакалот. Во следното видео повторно се мери количеството вода која карпата го пропуштила, но и времето потребно за да се пропушти водата. Овде ја проследуваме пропустливоста на почвата. Во третото видео го мериме количеството вода која карпата го пропуштила и времето потребно за да се пропушти водата низ ситниот песок. Како што можете да забележите, водата бавно поминува низ ситниот песок и е потребно повеќе време. Истото количество вода го мериме и кај глината. Мериме колку количество вода карпата пропуштила, но и времето кое што е потребно за да се пропушти водата. Иако помина подолго време, водата не може да помине низ глината. Да направиме споредба на добиените резултати за времето и пропустливоста на водата кај различни карпи. Како што можете да забележите, за најкратко време најголемо количество на пропуштена вода имаме кај чакалот, додека и по подолго време мерење кај глината воопшто не се пропушти вода. Од што зависи пропустливоста на водата? Пропустливоста на водата е количество на вода која поминува низ различни карпи, а пропустливоста зависи и од просторот меѓу деловите на карпите. Доколку тој простор е поголем, тогаш водата полесно и побрзо поминува низ карпата, како што беше примерот со чакалот. Доколку просторот е помал, како кај ситниот песок, потешко и побавно ќе помине помало количество вода. Но ако меѓу деловите на карпите просторот е многу мал, примерот беше глината, тогаш постои непропустливост на вода.
Се надевам дека ова ви беше јасно. За да ги одговорите прашањата, стопирајте го видеото и повторно изгледајте го од почеток за да можете да ги одговорите прашањата за домашна работа. Ви благодарам на вниманието. До гледање.